Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дубњак, а вие го следите најновото издание на Правда и неправда. Кога ги планирам темите и соговорниците за правда и неправда, вообичаено се водам од тоа да бидат актуелни теми и актуелни соговорници, со кои што се обидувам во рамките на предвидениот термин од 50 на минути да ја заокружам темата. Но вечерва за прв пат ќе направам еден исклучок и ќе продолжам онаму каде што застанав минатата недела пред 7 дена. Оние што не следат редовно, ќе се сетат дека на ова исто место бевте сведоци на дуелот помеѓу поранешната директорка во Фершпет, Кираца Трајковска, и сопственикот на фирмата Кубус, Златко Тодоров, со кој што разговаравме за нивните помалку комплицирани должничко-доверителни односи, а го допревме проблемот и со банките. Верувам дека на многу наши гледачи не им остана до крај јасно кој е во право, а кој е измамен. Мојот вечерашен гостин беше спомнат во разговорот, иако не беше присутен, и затоа тој побара вечерва да биде мој соговорник и да ја раскаже својата приказна или својата страна од приказната, но и судската голгота, низ која што поминувал цели 12 години, а која што вели дека го сменила во многу нешта неговиот живот. Причината зошто не беше поканет минатата недела, туку се одлучив тоа да биде оваа недела, беше мојата проценка дека со неговото учество минатата недела ќе се создадеше еден дисбаланс во дискусијата и покрај тоа што ние претходно разговаравме и се сретнавме, но и неможноста во едно кусо време да го образложи својот проблем. Му посакувам добре дојде на мојот вечерашен гостин, Иван Георгиевски. Добро вечер. Благодарам што ми дадовте можност да учествувам во ваша емисија. Од причина што преку конкретни примери би сакал да истакнам и да покажам недоследно однесување на одделни личности во јавните институции на државата, кои на еден бескрупулозен начин би рекол играат со човековите судбини, спротивно на закон и нанесуваат голема штета на угледот на институциите во кои работат. За да биде појасно, господине Георгиевски, да почнеме поред. Да. На почеток, кој е Иван Георгиевски? Јас сум дипломиран правник, мислам пензионер, кој заедно со Александар Кочевски го основавме друштвото Кубус под друго име, со иста дејност. И зошто како правник решивте да влезете во приватен бизнис и тоа токму во градежништво? Па да ви кажам, беше малку предизвик. Додека работе во администрација, работите се сведува на лист хартија. Градежништво дава едно друго чувство. Се гради нешто што останува, нешто се ствара што е видливо, применливо, корисно и убаво. Кога ја формиравте фирмата? Фирмата е основана 1991 година. А во 1993 година, октомври месец, ни се приклучи Златко Тодоров како содружник. Како дојдовте во контакт со Златко Тодоров? Па, предходно постоеше релација меѓу Александар Кочевски и Златко Тодоров. Они се меѓусебни кумови, другари од средно школа, детство. Златко Тодоров имаше искуство со изведба на објекти и така се приклучи во друштвото. А која година вашиот тогашен партнер ја напушти фирмата? Па во 2001 година Сашо истапи од друштвото. Мислам дека причините беа неможноста да повеќе се функционира хармонично. Имаше една мала суета, едно мало ривалство меѓу двајца архитекти. А вие, предпоставувам, очекувавте дека ќе биде полесно меѓу еден правник и архитект? Па, вие да се грижите повеќе за тој правниот дел и законската регулатива? Златко инсистираше дека правникот е битен фактор во една градежна фирма, бидејќи мора да се носи со проблемите
од страна на закон, институции, општини и така натаму, така да по Златко правникот во една градежна фирма има големо значење. Се И затоа согласувам. така ги воспоставивме односите. Како ви беа регулирани меѓусебните односи со господинот Тодоров по заминувањето на вашиот претходен партнер? Па, нели, моравме да извршиме согласување во Централниот регистар и донесовме договор во кој бевме партнери со 50% содржнички удел. Така, кога се појавија првите проблеми меѓу вас и господинот Златко? Па првите проблеми се појавија во 2004, односно 2005 година. Без моје знаење беа земани кредити од Комерцијална банка, кредити кои по своите услови ценев тогаш, а и сега, дека се неповолни, бидејќи тоа беа огромни суми, 3 милиони, 35 милиони, 20 милиони денари, кои требаше да ги вратиме во еден многу краток период, што во градежништвото е невозможно да се постигне. Не можете за една година да изградите објект, да го продадете и да ги соберете парите. И јас бев, а во самите договори постоја услови во кои ако не ги користиме наменски средствата, банката има право веднаш да го раскине договорите да си ги земе сите пари со камата. А ние во тој период сме давале позајмици на други фирми. Да. Јас тука ќе ве замолам да направиме една пауза и ќе побарам од режијата да го пушти оној дел од минатата недела, каде што едно прашање во овој стил му поставив на мојот соговорник Тодоров и каков беше неговиот коментар. Предпоставувам токму тоа беше и причината да ми се јавите и да побарате вечерва да бидете мој гостин. Режија, ве молам делот од минато неделното интервју. Дали во 2012 година токму Комерцијална банка ви направи репрограмирање на долговите? Да, точно. Затоа што овие... од она што го имам јас како сознание низ годиниве, вие сте имале добри односи со банките. Извонредни до 2012. Па колку што знам во разговор со вашиот поранешен партнер, кој што ми рече дека токму една од главните причини за недоразбирањата меѓу вас и него било токму тоа што вие сте земале наменски кредит за градба, а потоа со тие средства сте давале позајмици. Не е така. Значи, он погрешно ве известил. Иван Ѓоргиевски е правник во фирмата, беше правник во фирмата. Знаеше ли тој за вашите позајмици, кажете ми директно? Како го е сособственик, подпишан е секаде. Значи, он е исклучен од друштвото со една единствена причина, сега до наиве дојде од апелација. Заради неучествување не доаѓаше на работа. Самиот си даде, како се вика тоа, отказ и беше исклучен. Во петокот дојде пресуда во која што е дефинитивно по жалбена постапка, зашто дојдовме во време кога Кувус имал 30 милиона да должиме на... Ама и тоа си имаше свое. Се поклопува со кредитите од банките. 230 милиона требаше да исплатиме. Па вратено е назад со Иван Ѓоргиевски за оваа работа е завршено. Дојде од апелација пресуда. Треба да веруваме и на судството, значи понекогаш. Иван Ѓоргиевски. Може само да надополнаме? Да, добре, се извинувам. Само момент. Вели, цитирам. Во 2004 година, без моје знаење и согласност, Златко зема од Комерцијална банка наменски кредит за градба од 20 милиони денари и истиот ден ги префрли на други 7 или 8 фирми. Како може во 2004 кога Иван таму, кој е тоа без негово знаење? Да. Он е подпишан на Вирманот. Исто. Сега, тука доаѓаме до друга работа. Дали е без негово или без наше знаење, па после сме тргале по главата кој што ни е скинале, па сме иделе натака. Значи, на истиот ден, кога ќе се побара кредит, ние сме имале за своји кредитни, за своји потреби, сме имале одредени ситни кредитни барања. Значи, има во табела колку е тој и како е направено, да не барам тука. Во истиот ден, кажете ми, кој знае колку средства ќе му дојдат? И кога ќе ви дојдат? Дали имате некаков увид во тоа колку средства ќе дојдат? Да не го објаснувам. Зошто тогаш господинот Ѓоргиевски поднел кривична пријава до МВР, до стопански криминал, за перење пари,
бидејќи Тоа ја не сум тврди, ја- да, не сум бидејќи во 2010 година, Тоа е одбиена, бидејќи тоа бидејќи не сум тврди дошол, да. дека во тоа Видите. време токму банките кога утврдиле дека го нема потписот од вториот содружник, тогаш сватиле дека практично вториот содружник нека дојдат кај нема нас веднаш. согласност. Утре нека дојдат да видиме кој е тој кај што нема втор Може едно содружник. мало надополнување? Вака, видите. Значи, Ајде, кога се ајде. подпи... дека се исказите на господинот Иван Георгиевски точни, јас Како го се прилагам, удруживте? но Зашто се удруживте? Некогаш Зашто се Златко, удруживте? темола Златко, маката некојаш ќе не натера и јас навистина жалам што не сме се запознале порано и дека до оваа голгота Од немаше да дојде. 2010 се знае. Нотарскиот акт кој е направен во 2010 година. Добро. Значи 5-6 месеци. Се прашувам зошто е после Кој е 5-6 тој? месеци Кој е тој нотарски нотарски акт? акт кај што е ставен имотот на Иван Георгиевски под хипотека за кредитот на гост. Господине Георгиевски, го слушнавте вашиот поранешен партнер, имате ли коментар? Па видите, да, имам коментар. Полувистините секоја се опасни. Златко зборува дека јас сум исклучен од 4.4.2007 година, точно, но со пресуда на судот која станала правосилна во мај месец 2009 година. И тогаш беше чудно како судот ретроактивно ја враќа пресудата, затоа што во пресудата стои дека се исклучувам, сметано од 4.4.2007 година, од моментот кога е поднесена туџбата од КУПС. Тука ми беше малку чуден тој момент. Вака имав некое непреклопување на годините. Беше споменато дека во 2004 сте земале наменски кредит. Зошто ви треба цели 6 години, па дури во 2010 да поднесете пријава до МВР и до обвинителство? Видите, прво, јас за кредитите открив сосема случајно. На кој начин? Поточно, во август месец, јули месец 2005 година. Господин Златко Тодоров беше на годишен одмор во Дубровник и ми се јави од таму дека е потребно да дадам согласност во Комерцијална банка за подигнатите кредити како содружник. Јас му реков дека тоа нема да го сторам. Тогаш тој ми рече, сакаш да расчистиме одма да се вратам или кога се вратам од одмор. Така да таа согласност и ден денеска не постои, не сум ја дал, нити некаде има таков документ кој може да го докаже спротивното до вашето тврдење. Колку беше вообичаено давањето на позајмици? Бидејќи господинот Златко вели дека повремено некои мали суми биле давани. Да, мали суми до 300, 200, 300.000 денари интервентно. Али јас го имам договорот склучен со Комерцијална банка е на износ од 35 милиони денари. И тој договор е склучен во крајот на 2004 година, а рокот за враќање е година дена. Значи мора да се отплати кредитот во рок од секој месец во 5 милиони до декември месец 2005 година. Зошто вашиот партнер би прифатил еден таков неповолен? Па тоа е прашањето и тука беше суштината на проблемот. Затоа што јас не бе во текстот тие договори и мотивите за ваквите договори. Бидејќи цело време тврдеше за време на минатонеделната емисија дека фирмата со која што во еден период заедно сте работеле била ликвидна и добро стопанисувала. Точно. Ние изведувавме објекти и голем дел од становите се продава уште во тек на градба. Дори продававме станови и на проект, затоа што луѓето ни верува. И бевме доследни во тоа и во однос на квалитетот на градбата и во однос на правната регулатива, односно во однос на договорите. Нас не ни се случувало да имаме договори кои ќе бидат недоречени, кои ќе бидат на штета на едната договорна страна. Напротив, сите договори биле да се заштитат двете договорни страни. Фирмата, како моја фирма, и другиот договорувач. Дали е тоа инвеститор, дали е тоа купец или не, сеедно, без оглед на се. Да бидеме честни и принципиелни до крај. Споменавме дека во 2010 дури поднесовте пријави. Таа пријава, колку што знам, ви е отфрлена. Таа пријава, јас отидов пријави во стопански криминал. Пријавивте за перење пари? Пари, да. Ги дадов, јас немав многу докази на располагање. Зошто за перење пари, а не за злоупотреба, да речем?
Па видите, по мене, моја оценка беше дека се работи за перење на пари, бидејќи кредит кој се зема од банката, се дава на друга фирма, таа фирма го враќа во банката, се прави еден круг без фактички да има некаде готови пари. Само вирмански се префрлат. Практично, токму за истата оваа работа, господинот Тодоров сега банките ги обвинува, поточно некои вработени во банките. Да. Така. Првата негова беше кога прв пат се појави со напад на банките, беше дека банките се виновни и дека тие го прават тероризам во однос на државата, дека злоупотребуваат, а сега веќе полека отстапува од тој став и сега вели дека те се поединци во банките. Мене ми е јасно ако една институција банка склучи ваков договор и тој договор да го некој поединец скрие, не е тоа фирмата Кубус, кај што може да се скрие договорот од Иван. И јас кажав дека овие договори сосема случајно ги открив, беа заборавени во фотокопирот. А кажете ми како воопшто тие била верификувани, бидејќи во тоа време вие сте биле содружни. Да, еве, подпишани се од управител на Златко Тодоров, од управителот на ДГ Кубус, Златко Тодоров, печат на Кубус и Комерцијална банка. Никаде не се споменува согласност на содружникот Иван Георгиевски. Во кој момент банката побара? Тоа беше негде во јули месец 2005 година. Најверојатно утврдила дека има недостатоци и побара од мене. Јас не се согласив, затоа што тоа беше период кога финансовата полиција во Скопје правеше големи контроли и јас не се согласував да направиме еден таков, да зимаме кредити, да ги даваме парите, да не ги користиме наменски. А пред да дојде оваа фаза, кога вие сте побарале помаш од институциите, дали се обидовте да разговарате на оваа тема со вашиот партнер и да го прашате што прави и зошто на ваков начин постапа? Па видите да ви кажам, ние секогаш разговорите завршуваат со некој тврдење дека јас не сум свесен колкав е авторитетот на друштвото, колкав престиж тоа добива во рамките на државата, дека банките ни веруваат енормно многу и дека е тоа битно за нас како фирма да се истакнеме, да дојдеме на едно ниво кое многу други фирми во градот го нема. Кажете ми, каква е улогата на фирмата Кубус Инженеринг? Кубус Инженеринг е исто така, без моје знаење, формирана во 2005 година, тоа го открив подоцна, многу подоцна. Заедничката фирма беше Кубус да. Кубус Инженеринг е фирма Керка, уствари е фирма во собственост на Златко Тодоров. Затоа имам и доказ. Он дава изјава дека е како собственик на Кубус Инженеринг согласен управителот на Кубус да подпише договор за заем на Кубус Инженеринг, со тоа што потоа за да избегне тоа преклопување собственик на една и на друга фирма, он назначува управители и собственици, се прави промена, со тоа што он има едно такво широко овластување, во кој овластен да застапува друштвото, да ги продава, да го продава имото, да склучува договори во име на друштвото, се оно што е нормално за собственик на друштвото. А кој беше во тоа време прво барем беше, на хартија собственик? Прво беше Ленче Крстева, тоа беше вработена во Кубус. Битовски едно време и на крај сега во стечената постапка открив некоја жена која ни ја знам, ни ја познавам, нити некоја знае, нити некоја познава. Мислам, анонимус од Волков, мислам дека е така. Да. Во кој момент вие решивте да се раздружите со? Па тоа беше 2005-та, кога односите ескалираа до тој степен да стана стварно неподносливо на таму работењето. 2006 во почетокот, во јануар месец имавме некои обиди да тоа го надминеме, но се заврши безуспешно. И во 2000... Вие побаравте од Тодоров да ви исплати вашиот дел? Да, во 2007 година, кога он ја поднесе тужбата за дека јас сум причинил штета и да ме исклучи судот, судот утврди дека јас не сум причинил никаква штета на друштвото и дека со моја согласност, уствари по моје барање, беше пресудата да бидам исклучен од содружник заради тоа што не сум учествувал во работата на собират на содружници.
Не заради тоа што јас не сум сакал, него би било невозможно. Кажете ми во тоа време се извинувам, не ви одговорив на прашањето. Во 2007 направивме еден обид, така спогодбено двајцата, бидејќи ние најдобро знаевме тежината на фирмата. Тоа беше и моето прашање сега. На кој начин ја проценивте вредноста на фирмата? Па ние знаевме колку имаме недвижности, колку имаме опрема, што се спаѓа, колку побарување имаме и тогаш заедно седнавме, направивме една проценка. Фирмата во тој момент, согласно спогодбено меѓу нас двајца, проценивме дека вреди 1.200.000 евра. Бидејќи бевме по половина, по 50% сопстеници, беше договорено 600.000 евра за Златко, 600.000 евра за мене, со тоа што он рече нема да ти давам недвижности, него ќе добиеш готовина пари, еден стан во кој живеам и Дејанска и еден стан за неговиот син. После тоа јас мене ме задолжи, побар од мене да направам документи за раздружување спогодбено, за исплата на содружничкиот удел, ги направив, не ги прифати, ме одби и на крај во еден разговор Зошто ве одби? Со какво објаснување? Оцени дека јас како правник сум немал толкав голем придонес во работењето на фирмата и дека не заслужувам толкав дел и дека со неговиот адвокат ми рекоа може да добие само 150.000 евра на рати и тоа на повеќе рати, не заслужуваш повеќе. Вие не се согласивте? Не се согласив, нормално, бидејќи јас си го знам својот удел, колкав бил мојот напор и мојот труд вложен во таа фирма, што сум ја основал, колкави биле моите ангажмани во однос на институциите, не давам примери конкретни, има многу. Постапки, водење судски, до ревизии, до се, сум успел да ги добијам во интерес на фирмата. И самиот Златко во почетокот викаше дека правникот е битен. И сега одеднаш, кога требаше да се исплати мојот удел, стана мојот учесто минорно. Дека не заслужувам толкав удел. Иако и на хартија, и де факто, мојот удел беше голем. Во тој момент решивте судска постапка да поведете или се според... уште ви требаше време? Па не, според законот јас сум... дека можете да се договорите? Според законот јас сум должен, доколку не се постигне спогодба во утврдување на содружничкиот удел, да се покрене судска постапка. Без оглед дали содружникот е исклучен или истапил, му следува содружнички удел кој се утврдува од страна на вешти лица во постапка пред судот. Направивте така вештачење? Да, постапката траеше од 2008 година, правосилно заврши во 2015 година. Во тој период беа направени многу вештачења, дојде до согласување на вештите лица. На крај вештите лица утврдија дека имотот на друштвото изнесува во моментот на 4.4.2007 како пресуден, како клучен момент кога сум јас исклучен, 410 милиони денари, со тоа што по 205 милиони следува на секој содружник. Многу повеќе од она што вие очекувавте и се надевавте. Да. И потоа беа во тој момент, во 2013 година, дека траеше судската постапка, одеднаш господин Тодоров пред судот пласира еден документ, кој не е фактички документ, налог за книжење. Налог за книжење, според кој налог за книжење е прокнижен во март месец 2015 година и целокупниот имот на друштвото е отој. На кој начин? 460 милиони се избриша. На кој начин? Објаснете. Не може да се објасни, бидејќи во налогот не стои каде се и зашто се оттуѓени, како се оттуѓени тие пари. Едноставно, налогот, тој е налог кој нема тој е помошно средство. Како тоа книговодствено се само? Книговодствено се само избришани. Доказ за тоа е дека недвижниот имот кој е избришан со тој налог, фактички понатака се водеше на Кубус. И Златко да оставаше под хипотека кај банките. Со тоа што тој налог е изготвен и вештите лица констатираа во постапката дека е изготвен исклучиво за потребите на постапката. Кога успеавте тоа да го докажете? Па во 2015 година и првостепениот суд и второстепениот апелациониот суд не го прифатија како меродавен доказ од кој може да се заснива пресудата. Тоа го кажа и вештите лица.
Битен момент е во тоа дека не може да се отуѓи имот на друштвото во висина од 460 милиони без моја согласност дека јас сум се уште содружник. А вие во тој момент се уште преку Централен регистар бев евидентиран како содружник. Јас сум се уште. во според Централен регистар јас сум содружник во друштвото до 2009 година. Избришан сум од содружник на 15 декември 2009 година. Тоа значи по правосилноста на пресудата со која сум исклучен во мај месец 2009 година, Златко Тодоров проба на неколку пати да ме избрише од Централен регистар, односно да го трансформира в друштвото до ово доел, со тоа што неговите две барања беа одбивани, бидејќи он требаше да достави доказ до Централниот регистар дека мене ми го исплатил содружничкиот удел. Во тој период, во 2009 година, значи се води постапка судска за да се утврди висината на тој содружнички удел. Но тоа не му смета на Златко Тодоров и тој прави... Централен регистар ја прифаќа неговата изјава дека ве исплатил? Да, затоа што Централен регистар согласно закон не се впушта во утврдување на автентичност, односно веродостојност на изјавите. Туку е доволна изјавата дека под морална и кривична одговорност. И затоа во изјавата што потпишал на 11 декември Златко Тодоров дека ме исплатил, односно тука имаше еден мал трик со помош на нотар Светлана Петровска, депонирал средства во висина од мојот оснивачки влог, 1.030.000, да во рок од 3 дена, значи на 1 декември го добив записникот, во рок од 3 дена ги подигам тие средства. И бидејќи јас писмено се обратив до нотарот, не ги подигнав средствата, објаснив зашто не ги подигнав средствата, бидејќи се води судска постапка и не се работи само за оснивачки влог, туку за содружнички удел, парите се вратени на сметка на Златко Тодоров. Имате доказ дека се вратени средства? Да, нотарот ми рече дека мора да ги врати во рок од 3 дена, ако не ги подигна. Значи парите се на 4 нека биде на 5 декември вратени. Но сепак на 11 декември на Златко не му смета да даде ова изјава подпишана под морална, материјална и кривична одговорност. За ова поднесов кривична пријава. Каква беше судбината на таа кривична пријава? Па за јавниот обвинител за жал немаше доволно елементи за измама и покрај сите факти што беа присутни. Дека изјава дадена кога се води судска постапка, дека парите не се земени од кај нотарот, тоа беше се небитно за јавниот обвинител и донесе решение со кое е Колку е тешко да се утврди дека станува збор за не е тоа мала сума. Она што го спомнавте како оснивачки влог е околу 13 илјади евра. Да. Дека толку ли е тешко да се утврди дали ви легнале на сметка 13.000 евра? Тие пари мора да ми бидат префрлени преку трансакцијска сметка. Јас категорично одбив да дадам на нотарот трансакцијска сметка и одбив да ги примам парите, иако се даде и на запис. Јавниот обвинител тоа едноставно бегло поминува преку сите тие факти и ми одбива пријавата. Во жалбена постапка, со многу аргументи изнесени во жалбата, добивам решение од Висшето јавно обвинителство кој вели наводите во жалбата се неосновани. Без ниеден збор образложение зашто се неосновани. Ќе ве вратам на она што претходно го кажавте, на првостепената и второстепената пресуда за утврдување на содружничкиот удел. Се утврди. Се утврди висината на содружничкиот удел. Вашиот поранешен партнер се жалеше? Да, поднесе барање за ревизија. До Врховниот суд има право, бидејќи сумата е голема. Врховниот суд во таа постапка утврди дека судот недоволно оценил еден момент. Дали поземјицата што зел Кубус, од Кубус инженеринг, во висина од 55 милиони, предизвикува обврска и за мене, бидејќи е земена во мај месец 2006 година, или не. Тој факт требаше да го утврди судот и потоа да определи какав ќе биде износот на мојот содружнички удел. Тука ќе ве замолам да направиме пауза, бидејќи е време за реклами, телевизиите од тоа живеат, па ќе продолжиме понатаму. Со правилна програма, поддршка од околината и желба за успех, ниту еден сон не е неостварлив.
New Me е за жени со свесен стил на живење во денешниот модерен свет, каде природната иновација и убав дизајн одат рака под рака. New Me е концепт кој ги менува животите на жените и нивната перцепција за невозможното. Среќна, здрава, задоволна. New Me, биди најдобрата верзија од себе. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Послужете го вашиот омилен пијалок во кристалните чаши од познатиот бренд Bohemia Crystal со новата Купон Плюс акција на Tinex. Совршен спој на софистициран дизајн, елегантен и модерен изглед и врвен квалитет. Изработени од високо квалитетно кристално стакло со висок сјај, издржливо на гребнатини и термички шокови за долготрајно користење и лесна употреба. Од 7 февруари до 25 април соберете 10 купони и со соодветна доплата одберете го вашиот совршен сет на чаши кои ќе го истакнат вкусот на секој пијалок. На здравје, ваш Tinex. За опуштање или будење. Интензивно или нежно. Што доколку тајната е во спојот на сочни праски, моќен црн чај и ароматичен цвет на хибискус во неочекувана вкусна фузија. Фјусти открија својата фузија. Сузана, дивно изгледа, сте били по сукцијска исхрана, видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што једеш и ништо ти се неќе вратити. Зарем не требаше технологијата да не ослободи од стресот? Секако дека да. Сега можете да бидете спокојни. Дечки, стигнавте? Ручекот е во кујна. Јадење па домашно. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете ја технологијата за добро. Го продолжуваме разговорот со мојот вечерашен соговорник, господинот Иван Георгиевски, правник во пензија и поранешен содружник во фирмата Кубус. Пред рекламите застанавме кај ревизијата. Да. Врховниот суд во решението за ревизија, кога ја уважува ревизијата, точно дава напатствие како треба да постапи во повторената постапка првостепениот суд. И вели дека мора да обрне внимание да утврди дали договорот за заем меѓу Кубус и Кубус инженеринг предизвикувал правно дејство пред 4.4.2007 или после 4.4.2007. Бидејќи е јасно дека е склучен. Што е битно повторно за утврдување на содружничкиот дел. Така. Со оглед на тоа дека тоа е факт, правно е издржано барањето, јас на првото рочиште на судијата побарав да кажав на судијата како намалувам мојот содружнички удел, бидејќи укажувањето на Врховниот суд е основано. Значи, Зошто го намаливте? Па затоа што е точно дека договорот е склучен во мај месец 2006, кога јас уште формално сум бил содружник, значи тој предизвикува обврски за мене како содружник. И мора 50% од таа обврска да сноси.
мали за 50% таа сума. Иако знае, тогаш веќе водев постапка, дека тој договорен ништавно. Но сепак, бидејќи немав пресуда, морав да прифатаме на вакво решение. Судијата не кеше да го прифати моето искажување, односно го прифати, беше малце чудо невиден и побара да изведува нови докази. Побара од вештаците ново мислење од вештите лица, кое ново мислење го добивме, јас имав приговор на тоа мислење, судијата одлучи прво дека ќе побара од вештите лица дополнување, па после одлучи дека нема да бара дополнување, мислам си го кина сам своето решение и ја донесе пресудата како што ја донесе, со уважување на налогот 10.005 за кој пред малку зборував, кој налог е апсолутно спротивен на закон, бидејќи постоја уште еден налог 10.005, но со датум од 10.4.2007 година, кој бил званично презентиран пред управата за јавни приходи со сосема друга содржина, во кој се зборува само за еден дел од сумата на средства која е офатена со овој налог. Дали овие сознанија понатаму ги презентиравте во жалбена постапка? Да, во целост и за жал и апелациониот суд во Скопје, сега Златко Тодоров што ви достави пресудата, да ги прифати наводите, а не објасни ни зашто не ги прифаќа наводите, што е најжалосно и најтрагично. За секој поединец, знаете, ако му кажете дека не е во право, треба да знае зашто не е во право. Дури и законска обврска е на судовите да образложат зашто некој навод го прифаќа, а некој не. Зашто некој доказ го прифаќа, а некој не. Они се должни во пресудата тоа да го објаснат. Колку се разликуваше оваа пресуда во вкупниот износ од она што претходно беше во претходната постапка утврден? Па во првата постапка беше утврден како содружнички удел износ од 205 милиони, а во оваа пресуда е утврден износ како содружнички удел од 2 милиона и 180 илјади. Значи можете да сватите фрапантна разликата. И покрај тоа они се повикуваат на тој... Дали е можно, еве како правник, кажете ми, вие во две различни постапки толкава дискрепанца да има во износот? А пазите, врз основа на исти докази, во исти суд. Значи, првостепен Скопје 2, второстепен апелација Скопје, првостепен Скопје 2 во повторена постапка, апелација Скопје. Сосема различни пресуди без никакво образложение. Зимаат, додека во првата постапка судовите објаснуваат зашто не го зимаат налогот 10.005 како доказ, во втората постапка воопшто не се осврнуваат, него си ги базираат пресудите на тој налог. И затоа излегува толкава огромна разлика. Каков е вашиот впечаток како правник? Колку оваа материја им е позната на судиите? Па видите да ви кажам, се работи за граѓанско право кое би требало да го познават. Мислам, несватливо е да некој не го познава и не свати вештачењето што е јасно, гласно напишано. Јас не очекувам судијата да прави проценка, затоа има вешти лица. Вештите лица јасно и гласно објаснија дека не го прифаќаат налогот 10.005, дека тој е изготвен само за потребите на судската постапка. Тоа судијата не може да игнорира такви факти. Вие сте сега во фаза кога треба последното правно средство да го користите. Ќе отидете ли повторно на ревизија? Сега по ваше барање? Па немам друг избор. Знаете, овие судски постапки ми исцрпеа. Да ви кажам дека жалбата по првостепената пресуда чинеше 96.000 денари. Сега ревизијата ќе ми чини исто толку, 96.000. Тоа се огромни средства кои јас треба некако да обезбедам, да ги најдам, за да може постапката да тече. Кажете ми, во времето кога се раздруживте со господинот Тодоров, вие бевте на возраст од околу 56 години. Што работевте во меѓувреме? Па ништо, затоа што никој не можеше да ме вработи. На 56 години, знаете како правник, никој не бара, баш кај такви беа, тој беше периодот. Се работи за 2005-2006 година. Јас морав да се снаоѓам додека не ги исполнив условите за старосна пензија до 2015. Како се снаоѓавте? Па живеев од позајмици на пријатели. Имам еден добар другар, кој сега, за жал, има потреба да јас му помогнам, а не можам да му вратам назад.
од токму од овие причини, од сите овие игри на, да кажам, користење на сите можности во законот за да се нешто злоупотреби направи. Ќе ве прашам за вашата релација со господјата Кираца. Господин Кираца ја запознав во На кој начин ја запознавте и како е практично вашата врска со... Врската со господја Кираца ја воспостави моја позната, која исто така спаѓа во кругот на доверители на Кубус, измамена за 50.000 евра. И не знам како, нивната меѓусебна врска не ја знам, но она ме праша дали може да стапам во контакт, дали може да ми се јави Кираца и да разговараме. И јас прифатив, бидејќи бев многу заинтересиран во врска со кредитот што го зел гост, а за кој Кубус беше хипотекарен должник. Знаевте вие за постоењето на таков кредит? Не, јас за постоењето дека е ставен под хипотека имотот на Кубус дознав од сообштение на Шпаркасе банка, дека ќе се врши продажба на имот на станови во зградата на улица Козле број 93. И јас бев чудоневиден. Покренав постапка, одма покренав судска постапка за утврдување ништавност на договорот, но на нотарскиот так, но за жал судовите не прават разлика, судиите во конкретниот случај и во првостепен и во апелација не направија разлика помеѓу стекнување по основ на правно дело и стекнување по основ на закон. Именно, кога ние одлучивме да градиме зградата во Косле во 2000 година беше, ние се договоривме дека нема да делиме профит од друштвото, него парите ќе ги инвестираме во изградба на објектот. А користот ја поделиме со станови и тоа писмено кога договоривме, направивме преддоговори и договори. Предоговорите се заведени кај нотар. Какав е вашиот удел во добивката? Па бевме договорени по 2,5 стана, значи 2 стана и 1 по пола со златко и по 2 деловни единици. И практично вие утврдивте од соопштението дека се продаваат моите тие станови за кои што вие мислевте дека се ваши. Не мислев, јас имам преддоговори. Имате преддоговор. И тие преддоговори се запишани во катастар, во имотниот лист. И кога е склучуван договорот за хипотека, иако нотарката знаела дека јас сум во ноември месец се уште содружник во Кубус, бидејќи она водела и друга постапка за Кубус, прешла преку тој факт. Не побарала моја согласност за одлуката за ставање на хипотека, како хипотекарен должник, и прочитала дека има прибелешка и кажала во нотарскиот акт стои, на странките му кажав дека има прибелешка во имотниот листови, но странките мимо тоа одлучија да се склучи нотарскиот акт, а Златко Тодоров под морална, материјална и кривична одговорност тврдеше дека никој друг нема никакви реални или материјални права врз основа на становите што се предмет на хипотека. Имате ли информација каква е судбината на вашите станови? Продадени се веднаш. Шпаркасе банка ја активираше хипотеката и ги продаде становите. Знаете, по закон, кога се поднесува тужба со времена мерка, судот мора да закаже рочиште под хитно за времената мерка во рок од 5 до 10 дена. Судот ми закажа рочиште за времена мерка после месец и пол. И на првото рочиште за времена мерка, Шпаркасе банка вика безпредметно, ние становите ги зедовме и ги продадовме, нема зашто времена мерка овде. И после тоа судиите образлагаат, ама ти не си упишан во катастар, луѓе. Според законот, јас и не мора да бидам упишан во катастар. Собственоста сум ја стекнал по основ на градба. Сум вложил мои средства, како моја добивка од фирмата, објектот е изграден, упишан во катастар. Значи, јас автоматски станувам собственик. А уписот во катастар има само декларативно значење, односно, тоа се гледа од имотниот лист дека има договори за соинвеститорство. И тоа се потенцирани договори за заедничка градба меѓу Иван и Кубус. И тоа го игнорира и нотар, и банката, и судиите. Сега, во овој момент, Кубус инженеринг... Извините, јас заради тоа беше и врската со госпоѓа Кираца Трајковска, јас побарав од незе да ми објасни кој е корисник на кредитот. И тогаш она ми кажа дека кредитот е исплатен, одлуката е донесена на 12 ноември 2009 година,
кредитот е исплатен во ноември 2009 година, подхитно, на 3 транши, и тие пари, госпоѓа Кираца, како ги добила, ги префрлила на Златко Тодоров по меѓусебен договор на Кубус инженеринг. Вие имавте можност да ги видите. Ја тоа го видов сега дури во ноември месец и врз основа на тоа поднесов барање за повторување на постапката. Уште не е известно како ќе заврши, кој епилог ќе го има тоа. И затоа беше мојот прв контакт со госпоѓа Кираца Трајковска. Вие претходно не ја познававте? Не ја познав. Иако Златко Тодоров тврди дека сме се здружили од 2010 година, за жал, која знае во 2010 можеби исходот по постапката ќе беше поинако. Да. Не ја познав. Кажете ми, во моментов Кубус инженеринг е во стечајна постапка, да, и вие сте еден од доверителите кои што побаруваат. Да. Достави према Кубус. Колку е реално да се очекува дека можете да се надевате на некакво обештетување? Па видите, прво да ви кажам дека мене пријавата ми е одбиена како излачен доверител, затоа што Кубус, Прво да објасниме што е тоа за пошироката јавност, што е тоа излачен доверител. И која е разликата помеѓу обичен доверител и излачен. Имено меѓу врз основа на договорот кој е Да упростиме, вие баравте да бидете изземени од имот што припаѓал на Кубус, а што е со фиктивен, односно поништен договор подоцна, префрлен во Кубус инженеринг, барав да се изземе од стечајната маса и да се врати на Кубус. Стечајното управник вели дека тоа може да го бара само Кубус. И јас имам право да го барам како активна легитимација, бидејќи судот ми го признал тоа право да водам постапка за поништување на тој договор, и од причина дека јас формално уште по закон сум содружник во Кубус. Мојот содружнички удел не е исплатен до денеска, до овој момент. Така да, тука стечајниот управител има такво... Какви се шансите заедно со 96 лица, други доверители, да дојдете до остварување на никое ваше право? Никакви. Меѓутоа, вие и натаму ја продолжувате правната битка. Па морам. Видите, мене единствено тоа ми останува. Јас ако сум почнал и 12 години ја водам таа правна битка, морам некако да дојдам до некој правни епилог. Рековте на почетокот дека важно е, особено за една градежна фирма, да има во своите редови правник. По се изгледа дека вашето долгогодишно правничко искуство не ви помогна ниту во судските лавиринти, ниту во зачувувањето или утврдувањето на тој ваш содружнички дел. Да, па тоа ми беше и Како поентот. тоа успевате на вашата кирка адвокат да го објасните и да не ја обесхрабрите и понатаму да се занимава со оваа професија? Па видите, човек мора да верува. Стварно мора да се верува во нешто. Не може човек сега да се пасивизира и да каже јас изгубив и немам што понатака. Кога е човек убеден дека е во право, чуди и понатака. Затоа што видите, сите тие неправди, јас велам и ајде да ги крстам тешко криминални однесувања, сите тие злоупотреби, заобиколување на закон. Поединецот не може да ги направи сам ако некој не му помогне во тоа. Јас ја прозвав нотарката на 2 пати. Ќе ви давам уште еден пример за таа нотарка. Она има склучен заверен договор за купопродажба помеѓу Кубус, ДОО и синот на Златко Тодоров кој е малолетен. И договорот е многу вака, ако ќе го видите, симптоматичен, вели Кубус ДОО представуван од управител Златко Тодоров и Христијан Тодоров како малолетен представуван законскиот застапник Златко Тодоров. И што е најсмешното во целиот тој договор, има една клаузула во која вели се работи за стан од негде 130-40 квадрати во централно градско подрачје, кај универзална сала, на улица Христо Смирненски, кој е продаден за 40.000 евра. И вели во договорот таткото на купувач... Ако му сам на себе си го продава? Да, видите, таткото на купувачот вика му поземил пари на продавачот. Значи Златко Тодоров му поземил пари на Златко Тодоров и пошто Златко Тодоров не можел да ги врати парите на Златко Тодоров, му го продава станот на синот на Златко Тодоров за 40.000 евра. Дали за ова реагиравте вие во комората на нотар? Видите, таму има една... Каде што постои дисциплински Има една жалостна вистина дека роковите за покренување било какви постапки кај нотарите се многу кратки. А јас тој нотарски акт го открив
побарање од катастар да ми се издаде како копија. И во тој нотарски акт, нотарката имала тековна состојба од Централен регистар, во која стои дека сум јас уште содржник, и има одлука на Златко Тодоров, во која вика, јас, Златко Тодоров, се овластувам себе си да склучам договор за купопродажба. И нотарката, врз основа на таква одлука, склучува договор за купопродажба, односно го солемнизира договор за купопродажба и тој се спроведува во катастар. И кога еден ден фино ќе се изненадите во имотните листови, кој ќе видите кој е собственик, и јас барав нормално увид во документацијата и ми ја дадоа од катастар целата документација и фрапантни се тие работи. Јас поднесов кривична пријава. Немав друг избор, пошто роковите таму за покренување било каква постапка се кратки, 3 месеци од денот на склучување на договор. А не може човек да знае дека е склучен договор кој е штетен за него како во конкретниот случај. Тоа се се постапки за да целосно се оттргне целиот имот на Кубус, за да кога ќе дојде пресудата, јас нема фактички од што да наплатам својот содружнички. Практично од содружник во една фирма за која што велите дека во едно време одлично работела, продавала на секаде станови, вие во овој момент сте пензионер кој што живее од пензија, нема содружнички дел наплатен и дури изгубил и дел од имотот. Дали тоа значи дека како гледате сега од оваа дистанца и од оваа позиција, можно ли е да се случат вакви работи во серија доколку институциите си ја вршеле својата работа онака како што треба? Јас пак би се вратил сега како Златко. Сакам нешто да кажам, бевме успешна фирма. Затоа што морам да признам дека Златко Тодоров како архитект е извонреден. Си ја познава професијата. Жалосно што ја напушти професијата и отиде во други води. Да стане бизнисмен и позната личност. Инаку, ние имаме објекти кои стварно се започнати, изведени. Да не ги набројувам, колективни стамбени згради, фармацевски факултет сме го градеве. Значи, тоа се објекти кои што си имаат своја тежина. 4 објекти најхојни сведоци кои се извонредни во начинот на контролата. Во овој момент се добива впечаток дека банките всушност функционираат повеќе како агенции за недвижности, бидејќи имаат огромен имот. Каква е улогата на банките во вакви должничко-доверителски односи, каде што под хипотека се ставаат станови и деловни објекти, за кои што луѓе тврдат дека се платени или постојат договори, и колку е тешко да се утврди при склучувањето на тие хипотекарни договори дека тие се на некој начин обременети и не е можно да бидат во предмет за купопродажба. Видите сега, банката тука се јавува како доброчинител и она дава кредит на поединецот, на физичкото лице да го купи станот во фирмата, во градежната фирма. Со тоа што тој доброчинител наплати дебела камата за тој кредит. Имате ли впечаток дека поради појавата на многу афери во градежништвото, дека се заоструваат на некој начин критериумите и за продажба, но и за кредитирање? Сигурно, затоа што една од оценките е дека една од осетливите точки за перење на пари е градежништвото. Многу се зборува во последниве години за градежна мафија. Што е она што вие го подразбирате и кои се, можете ли да ни направите едно кроки на тоа на кој начин се препознава градежна мафија и што е градежна мафија? Видите, градежна мафија мислам дека е баш она, добро е лоцирам проблемот во спречување на перење на пари, затоа што во градежништвото е потребно 7 до 8 години враќање на инвестицијата. Значи, во градежништвото извонредно добри градежници може да ги вратат и за 3 години. Ако се поволни условите, локација добра, квалитетна изведба, добар проект и така натаму. Овде во Скопје се инвестира, не само во Скопје, али претежно во Скопје, се инвестираат огромни пари во градежништвото.
А ако погледнете колку од тие станови во тие огромни згради се продадени, се прашувате каде е сега поврат назад инвестицијата. Како тој инвеститор може да обезбеди токава сума на пари за изградба на токав објект, со не знам колку илјади станови, а продадени се мал број по тоа што се гледа колку се уселени. Имате ли одговор на кој начин може тоа да се направи? Па може, ако сериозно се зафати таа управа за финансиско разузнавање, да навлезе во суштината. Мислам дека многу работи ќе може да се среди. Вие сте веќе 10 години надвор од тој бизнис. Меѓутоа се добива впечаток дека таа експанзија градежна не спласнува. Не спласнува, токму тоа е интересно. Има ли пазарот се уште потреба и можност да абсорбира толкав голем број на станови? Не верувам, бидејќи уште во 2000 година имаше во статистичките истражувања беше утврдено дека во Македонија има 75.000 стамбени единици повеќе од колку што има семејни домаќинства. Во 2000 година. Во 2019 тоа има, сигурно нема податок, никој не го направил званично тој податок, но мора да е разликата огромна. Бидејќи семејните домаќинства не се со толкава брзина не се множеле за да може да го задоволат, да имаат потреба од толкав. И чудно е што на пазарот се нуди многу повеќе станови, а цената останува иста. Да, и она што е чудно излегува дека во последниве години некако на цена стапуваат некои нови категории граѓани кои што се занимаваат исклучиво со издавање на недвижности, затоа што ако ги видите вие новоизградените објекти, голем дел од тие станови се празни. Да. Знаете, малку невообичаено, што значи дека може би на некој начин и тој бизнис станува и еден добар начин и за прочистување на валкани пари, практично. Токму тоа е. Затоа викам, ако инвеститорот инвестира огромна сума на пари, а таму стварно се работи за големи пари, бидејќи метар квадратен со расчистување на земјиште сигурно чини под 400-500 евра. И инвеститорот, тоа се огромни квадрати, инвестира толкави пари, а тие пари не се враќаат со динамика и темпо како што треба во рок од 3 до 7 години. Прашање е како на тој инвеститор му се исплати. Тој се стекнува со имот. Легално, званично, он изградил објект, со имотот стои, не се продал. Каква е спрегата на градежниците со локалните власти? Па, тоа е болно прашање и мислам дека е дел од таа урбана мафија, како се вика, затоа што од локалните моćници, од градоначалниците зависи дали некој ќе добие одобрение за градба, кога ќе го добие одобрението за градба, дали со пролонгирање на одобрението за градба се овозможува конкуренцијата да изгради претходно стан и да го продае пред другиот, така да во тој дел има толку несватливи работи. Се спомнам на мораториумот на еден градоначалник во Скопје. Уставниот суд се произнесе, нели? Тоа е противуставно. Не може градоначалник да одлучи дека ќе спроведе сега мораториум со тоа што ќе преиспитува. Градоначалникот има, општината има властување да покрене измена на деталниот урбанички план, али не мораториум. Не може да се забрани издавање на одобрение за градба ако се исполните услови. Се создаде ли низ годиниве силно градежно лоби? Кое што се повеќе создава капитал, па и влегува и во телата на банките? Да, има градежно лоби и тоа, знаете како, со градежништво сега се бават и луѓе кои што најмалку се имаат познавање од градежништво. Имаат пари, имаат моќ, економска моќ. И тие го финансираат тоа, а мислам дека малку е битно ефектот и резултатот на враќање на тие пари. Господине Георгиевски, јас ви благодарам за учеството во емисијата. Се надевам дека некои работи сега барем станаа појасни. И сакам уште еднаш да повторам на крајот дека правда и неправда нема амбиција да биде ниту судија,
ниту некаков генерален арбитар, туку сакаме да отвориме некои дилеми и да поттикнеме на размислување. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте вечерва и останете со програмата на 1 ТВ и со мојот колега Александар Чомовски. Имајте убава вечер.